Со разновидни креации, направени со многу љубов и внимание, дечињата од градинките и основните училишта го најавија празнувањето на Христовото воскресение. Великден се празнува по повод воскресението на Исус Христос. Нашето училище се представи со традиционална трпеза за Великден. На нея имаше некои великденски работи, имаше украсени јајца и разни работи. Направивме повеќе јајца со обележен денот по повод празникот Великден и ги офарбавме во училиштето и така. Најдобрите креации беа наградени од општината. Тоа е основното училиште Димитар Влахов и од детските градинки, детската градинка Вера Церевири Трена. И ќе им посакам уште поголема креативност за наредната година, а на другите училишта ќе им посакам да мислат да стварат нови идеи за наредното представување за наредниот Великден. Над 2000 великденско обоени јајца, десетици цртежи со великденска содржина, најразлични великденски декорации беа презентирани на денешната великденска изложба во Делчево. Отприлика околу 150 до 200 јајца успеваат за 7-8 дена да ги доведат во состојбата која што моментално ја гледате тука на нашиот штанд. Задоволството е големо, а креативноста можете да ја видите на лице место. Тоа е нешто што најмногу го сакаат. Да работат и да изработуваат ракотворби со срце. Го работеа можеби месец дена. Изработуваа од разни материјали. И сакаа тоа што ги го подарат да не му биде важна ниту цената, ниту изгледот, да биде подарено со љубов. На доброто, на лошото, на светлината, на темнината. Ви испраќам порака да ја дочекаме веста за Христовото воскресение со запалени свеки, молитви за мир, здравје и благосостојба. Изложеното, вештите раце на домакинките го подготвија денес пред сонце, вапцувајќи ги првите великденски јајца, онака како што налага традицијата. Четврток нас се бале ние од 4 сата вапцувам. Еве јајците го ставаме у кромит, изврзаме го убаво и ги ставаме и кога више топла водата, ставаме зелената боја и се сварат. Толку 15 минути сварат се јајците и после тоа се пресече ово и кога се изваде и ги намачкаме со зитинч и убави станат. Великденските јајца денес беа и во функција на хуманоста која заеднички ја организираа ученици од основното училиште Славојко Арсов и Црвениот крст. Бојадисавме околу 100 јајца кои што денес поставивме штанд на плоштадот, на градскиот плоштад во Штип и децата ги донираа, тоест ги продаваа јајцата. Моментално имаме проект ПХВ. Во самиот проект се офатени 3 фамилии, 2 од селото Козјак и едно од селото Радање. Се надеваме дека ќе успееме преку овој проект да им овозможиме достоен живот на тие социјално загрозени фамилии. Во наредните 3 дена секој на свој начин ќе се подготвува за прослава на најголемиот христијански празник Великден, а најмногу народ во храмовите ќе се собере во сабота на полноќ, кога ќе се објави радосната вест.